Самарџискиот занает е еден од најстарите занаети. Овој занает бил важен дел од општественото живење. Самарите биле барани, а занаетот, иако бил тежок, бил доста потребен. Немногу е застапен во руралните средини и ќе постои се додека крупниот добиток се користи за носење товар. Токму затоа овој занает најмногу бил потребен во минатото, кога добитокот се користел како превозно средство. Магарињата и коњите на луѓето им служеле да патуваат и пренесуваат стока. Во тој период не постоеле трактори и механизација и затоа често се користел добитокот. За правење самари, мајсторите користат дрво, јутено платно или аба, штавена јагнешка кожа и слама. Изработувачот на самари се нарекува самарџија. Тие не користат машини за шиење, ниту столарски алат за обработка на дрвото, туку само тесла и специјален нож за стругање на дрвените делови. Алатот се состои од рачно изработени дрвени и железни алатки. По зима се прави подготовка, а на лето спојување на самарите. Со делкање на дрвото, самарџиите го прават предниот и задниот дел од кобилицата на самарот, во која вметнуваат измазнети гредички или штици. Во таа дрвена рамка, самарџиите поставуваат јутени или кожни перници, наполнети со слама. Самарите ги шијат рачно, со специјални игли. Самарџилакот, самарџиската работа, е една од многу стари занаети, кога највише биле потребни за сите, мислам, за целиот народ. Механизацијата не била толку, да речеме, унапредена и сите работи. Се вака, највише се служило луѓето со добициве, односно магаре, маска, конј и тие работи. И тоа било најпотребно на луѓето, за да одржаваат фамилијата, нормално да гледаат деца едно и друго и трето. Се работело полето, се сечеле дрва, едно, друго, трето. Немало толку трактори, немало толку механизација и сите тие работи. Тоа била една работа што луѓево морале тоа да го употребуваат. Дали за орање, дали за товарање, дали за куќа гледање, се сеело, се обработувала цела земја, секоја педа се обработувала. Без тоа не можело да се обстане. Немало толку фабрики и сите тие работи. И се бавеле со тоа, мислам, со земјоделието и сите тие работи. Ако тоа не било, не можеле да обстанат. Тоа е нормално. Са носејќи, работејќи со тие работи, најпотребен бил самарот. Самарот бил најпотребен, амутот, нормално, за самата стока. И со тоа обстанува фамилијата. А самарџилукот една е од најголемите работи. Исто и ковачите, исто и сите занаети. Во Веле самарџискиот занает во минатото бил доста развиен, од почетокот на 18 век па се до втората половина на минатиот век. И во тој период во велешките села живееле имотни луѓе кои одгледувале голем број на добиток и секако коњи и магариња. Се верувало дека колку повеќе добиток имаш, толку повеќе си побогат. Во Велес во минатото со овој занает се занимавале 13 мајстори самарџии, кои биле едни од најдобрите мајстори. Тие ги изработувале најдобрите самари во велешката околина, каде потоа самарите ги носеле да ги продаваат на пазарите. Во тој период во селата се одгледувале и голем број грла добиток. Често доаѓале луѓе од различни околни села да купат самари за нивниот добиток. Голема улога во овој период имаат и сарачите. Слично како и самарџиите, и сарачите изработувале целосна опрема за коњи, амови, седла, узенги, камшици и кожени ленти. Главна суровина што ја користеле била кожата. Познатата велешка сарачка чаршија, без истенот, која се наоѓала на местото на денешниот градски пазар,
во минатото го добила името поради големиот број на занаетчи и сарачи кои работеле во неа. Обстојувањето на сарачкиот занает, кој денеска е исчезнат, зависело од бројот на коњите, но и од нивната намена. Доколку расните коњи повеќе се употребувале за јавање или за влечење пајтони и чези, тогаш и сарачите имале повеќе работа. Ако коњите повеќе се користеле за носење товари или за орање, сарачите останувале без работа. Но долго по исчезнувањето на овој занает, чаршијата се уште се нарекувала сарачка, во спомен на мајсторите сарачи. Оваа чаршија била богата со многу дуќани, кои главно работеле занаетчи и се занимавале со разни занаети. Со еден збор, во сарачката чаршија цутеле и се развивале сите занаети. Па така и голем број занаетчи и самарџии имале своји дуќани, каде изработувале самари и ги продавале. Самарите биле доста распространети, не само во Велес, туку и во другите градови. Но се знаело дека најдобрите мајстори и најдобрите самари можеле да се најдат само на Велешкиот пазар. Велесов е едно ридско планинско место, кај што им е без тоа не може. Се направиле. Дали од државата, дали самите луѓе по селата и по планинските места, дали самите со свој допринос, со работна снага и тие направиле патиште до друго, али сегде не може да се направи. Местоположбата во Велес била таква, каде луѓето често морале да го користат добитокот како превозно средство. Тесните улици и тесните сокаци во градот на некој начин придонеле да се развие самарџискиот занает, затоа што луѓето имале потреба од самари кои ги ставале на нивниот добиток. Во тоа време, луѓето како превозно средство, освен добитокот, не користеле ништо друго. Бидејќи превозните средства и механизацијата во тој период не биле се уште развиени. Па така луѓето за работа на нива често ги користеле нивните магариња, кои на самарот биле натоварени со потребните работи. Мајстор Димче занаетот го научил сам. Тој не чиракувал кај ни еден мајстор, туку само одел во дуќаните на големите еснафи и ги гледал додека ги изработувале самарите. Уште како дете навраќал во дуќаните кај Тоде Брчко, Аце Накинот и Глигор Леов, кои во тоа време биле најдобри мајстори самарџии. Инспирацијата ја добил токму од нив и секогаш кога доаѓал во неговиот дом, тој веднаш се зафаќал со работа. Ги изработувал самарите лично сам. Сето тоа што го гледал од врвните мајстори го помнел и подоцна го применувал во изработката на самарите. Ги изработувал со толку голема љубов и се внесувал толку многу во работата, што понекогаш заборавал дури и да спие. Како чирак, како калфа, како кај некои си мајстори, не сум одел. Со самарџилоков, ја од дете сум, со татко ми се занимавале со стока, со да решам коњи, магариња, маски и тие работи. И сега овдека имаше едно време, на времето, у Велесов, постоја многу занаети. И Велес е занечиски град. Индустријски и занечиски. 13 души самарџи имаше у Велес. Ја ги знам сите, ама како дете. И сега како ја растев, они да не се изразам така, како починаа, така се затворија дуќани и така и се намалија. И јас сум модел и сум гледал, јас сум интересат, ми интересирало тоа нешто. Јас сум сакал со тие луѓе да контактирам. Едноставно љубов према стоката, према занаетите и сите работи. И може да го носам само. Однеси го кај тој, однеси го кај овој. Јас сум седел и сум гледал у тоа. И јас сум го сакал тоа. Тоа е тако сум човек. И како сум модел, така сум приметил и се тоа ми влевало у главата. И,
сум си учел школото, сум си одел на работа и кога дојде ситуацијата, ми беше тоа зборот, кога дојде ситуацијата, нормално плата не сасуе, децата не големуваат, трошковите се големи. И сега чекај да пробам. Тоа што сум го гледал, се сум го памтел. Едно сум пробал, друго сум пробал, ваму, таму и да ти кажам искрено, ме искара татко ми. Ден, он кога не беше дома, јас зелав, го расправав саморот. Кога дојде, ме направи лом. Зошто? Зошто го расипа? И после кога го направив, абе ти, кај го учеше ова татко ми? А татко ми нема, со ова не работел никогаш. И вика, кај го учеше ова? Добро тато да видам, викам, дали ќе го направам. И почнав. Еднаш, еднаш. И така почнав да се ги поправам ја. Самарот е направа која се прицврстува врз конј, магаре, мазга или некое друго влечно животно, за да може да носи тежок товар како стока, багаж, огревно дрво, мали топови и други нешта. Најдобро е самарот да седи врз покривка или подлога, за да ја распореди тежината на седлото и товарот врз грбот на животното. Долната страна на самарот е направена за да соодветствува на обликот на грбот на животното. Обично е поделен на симетрични делови со преграда за товарот да не тежи на рбетот и за добра вентилација при потење. Бидејќи самарот не е направен за јавање, горната страна на самарот личи на полица за товарот да може да натежне и да се врзе со ремени, јажиња или нешто друго. Сламката се става од озгора на самарот, од озгора. Тоа е, како да кажам, кожа или скај, за да не се натопи сламата. А онатре, дали кеве ќе биде, дали ќе биде шинјал, мислам, таква работа, она се става измеѓу. И тоа сето се прицврстуе, па се сече, па се прават рибици. И нормално е тоа, мора да биде, не може поинаку. Не се става од крајот до крајот на самарот. Мислам, сламата. Она се става првата постапка. Има многу прецизности у самарот. Самарот е една обемна работа, не е некоја математика, али треба големо разбирање, искуство треба. Кој ќе го стави самарот на добитоков. Не може, како е овдека на грбот, не може да биде така и на прешката. Како е тука на грбот, не може да биде и на кичмата. Тоа или таму ќе го разрне, или вамо. Не може поинаку. Значи, мора да се остави слободно, од тука навакај до вратот. На вратот тоа ќе биде венец, ваму ќе биде венец. Да држи овде, да држи и на вратот. А нормално е, тоа е добиток, тоа мора да има кај да се движат плешките, да има кај да се движат задниот дел, кичмата да работи. Ако тоа не се движи, добиткот не може да носи. Кој ќе ставиш вака дрвеницава, нема натак и навак. Ако вие добро не ги изделкаш дрвцава, и ако добро не ги ставиш, ако не ти се направи овдек, ако он застане вака, или е вака, пример, вие одека лежат, а воа застане вака, не може да биде така. Зошто? На ваа страна ако ставиш 50 кг, не можеш и таму да ставиш 50. Ако воа го дотераш во ред, и ако стелата е во ред, нема натак и навак. А раат ги за добитокот и за самарот. Мајстор Димче самарите кој ги изработувал, ги продавал веднаш. Тој ги носил самарите на Велешкиот пазар да ги продава, но често ги продавал и во другите градови. Се случувало на пазар да носи и по 13 самари за продавање и успевал да ги продаде сите и дома да се врати без ниеден самар. Наредниот ден веднаш се зафаќал со работа, правил нови самари, бидејќи побарувачката била голема. Понекогаш луѓето доаѓале и во неговиот дом за да купат или да порачаат самар за нивниот добиток. При изработката на самарите, мајсторите најчесто користеле неколку алати, како остра тесла, пила за подсекување, глето и добра рака. За занаетот, мајстор Димче вели дека пред се треба да се биде прецизен и да се има големо искуство.
бидејќи и не е така лесно да се направи еден самар. Има една поговорка. Искуството е мајка на знаењето. Значи, треба да бидеш искусен. А ја од дете тоа сум го проценил, ете, ме влечело. Јас се сум чепкал. И едно и друго и тето. Ете, највише ми приврза самарџилук. Прво, за да се направи, треба тесла. Еве, ја ги имам овдека неколку. Се тоа мора да биде остро, се фино. Тие тестите обавезно, тука проблем нема. Пиличиња за подсекување кога се дотеруе, со нив се делка за да се углави. Сега, кај да се углави? Се прашаме, нели? Нормално е дека треба глето. Мора вода да се изработи. Овдека за вода да биде како што треба, вие што се прате, зошто ви викам прецизна работа е? За вода се направи, мора да биде и вака косо, и така косо, за таа слободило што го викаме, мора да биде, а мора да биде и вака. Зошто ќе речеш така? Вода се поставува вака. Не може вода да биде право. Вода мора да биде вака. Зошто? Па ако биде вака, кој ќе се товари добитоков, оди по долниште. И сако ќе дојде по долниште. Водата ќе му дојде по вратот до главата. Значи нема да го држи самарот. А вода ако биде вака, тоаш го држи. Исто и задниот дел. Не може тој да биде прав. Викаме за подолниште. А ако земе за погорище доди, ако нема, ако вода е право, самиот товар ќе падне назад и како ќе го носи. Самарџијата Димче самарите ги правил со многу љубов. За него занаетот представува голема уметност. Виткањето на дрвените делови од самарот, поставувањето на кожата и поставувањето на сламата. Сето тоа го изработувал прецизно. Како што вели и самиот тој, самарот мора да биде убаво изработен, за на добитокот му биде добро и не му прави рани. Обично самарите ги изработувал за неколку дена. Му биле потребни 3 до 4 дена за да направи еден самар. Понекогаш муштериите го носеле добитокот кај него, прво да му земе мерка, а потоа да го прави самарот. Самарџискиот занает во Велес се задржал долг период, се додека не се појавила механизацијата, каде целосно го засенила занаетот. И занаечиите самарџии полека ги снема, затоа што потребата од самари значително се намали. На пазарите веќе и не може да се сретне да се продава самар. Денес во Македонија самарџиство скоро и нема, па така уште еден занает полека изумира. Предизвиците на новото време и воведувањето на современите сообраќајни средства сосема го избришале овој занает од лицето на Велес. Денеска во Велес и ретко веќе може да се најде самарџија, затоа што на жителите во околните села не им треба. Тие одамна добитокот за работа на нива и за транспорт на стока го заменија со современа механизација.